Ја киднапирал од дома, ја убил па ја закопал. 53 годишна жена од селото Равен била пријавена за исчезната 2 дена пред да се открие убиството. Осумничениот ја застрелал со пиштол и ја возел се до атарот на своето родно село Неготино, каде ја закопал во дупка покрај реката Мазрача. Полицијата го лоцирала местото по сигналот од мобилниот телефон на жртвата, откако сопругата на осумничениот признала дека тој го извршил убиството. Се работи за лицето СМ 53 годишен од село Неготино, Гостиварско, при што истиот веднаш е лишен од слобода и со наредба од судска наредба извршена претез во неговата куќа, каде што била лишена од слобода неговата сопруга, која што при службен разговор во полициска станица пријавила дека лицето за по кое се трага, значи е убиено од страна на нејзиниот сопруг и истата посочила и местото каде што била погребана. Јавниот обвинител нареди обдукција и идентификација на починатото лице и прибирање траги од лице место. Во текот на ноќта беа преземени повеќе истражни действија, пошто за едно осомничено лице е одредена мерка краткотраен притвор од 48 часа за обезбедување докази, додека уште едно лице е задржано и за него се вршат проверки, велат Тојо. Случајот го пријавува синот на жртвата кој во полиција јавил дека неговата мајка на 9 декември се оддалечила од својот дом и не одговора на повиците. Првично беше пријавена како исчезнато лице од страна на синот на жртвата. На полицијата и доставил и снимки од надзорна камера на кои се гледало дека неговата мајка влегува во возило Фијат. На снимките било регистрирано и дека ден претходно осумничениот убиец влегол во семејниот дом на жртвата, пребарувал и украл пари. Иселеник со криминално досие кој има одлежана и затворска казна надвор од Македонија се враќа во државата пред 5 години. Она што е досега познато е дека не бил во роднински врски со убиената 53 годишна жена. Мештаните беа вознемирени од случајот. Малкумина го познаваат бидејќи тој одамна заминал да живее во Италија. Добар е био човек како ја го знам, али Познававте? Ако познававме овако како малена. Ја сад сам дошол во Италија една година, негова сторија како му е била, не сум бил информиран, сега слушав дека имал неки проблем тој. За тоа дечко знаеме кој е, ако е тој, жалосно е за сите, тоа е. И мислим и селото добива лошо име. Слушнете за случајот? Слушав, не ми е познат. Не ги познавате луѓето ни? Не, живеем во странство и ретко доаѓам тука и веројатно се иселеници во Неготино. Веројатно. Неофицијално зад убиството се кријаат финансиски мотиви, но тоа допрва ќе го истражува обвинителството. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.